Политичко учество на лица со попреченост е насловот на дебатата која се одржа во Куманово во организација на Сдруженијето за промоција и развој на инклузивно општество Инклузива со поддршка од USAID. Како резултат на проектот, лицата со оштетен вид на последните избори имаа можност прв пат да гласаат самостојно користејќи Брајево писмо. Паралелно со ДИК, надлежните институции и граѓански организации извршија проценка и проверка на пристапноста до гласачките места. Во првиот проект Инклузива, анализирајќи го североисточниот регион, утврди дека 63% од гласачките места се непристрасни, информира председателот на Сдруженијето Благица Димитровска. Јавната дебата беше доволно посетена од сите субјекти, каде што учествува и политички партии, и советници, и представници на општината, невладини организации, лица со попреченост, каде што конкретно можеа да се разврза дискусија, каде што тие дадоа предлози што понатаму. Покрај нас, во организација и учество на настанот беше представник на Државна изборна комисија, односно генералниот секретар, беше представникот на USAID, на ИФЕС, меѓународната организација, но и успешната приказна на лице со попреченост кој дојде од Штип за да го каже своето искуство. За прв пат гласаше самостојно со ново введениот шаблон за гласање на слепи лица. Ние во текот на скоро 2 години постојано соработуваме со сите субјекти кои даваат поддршка на она што ние го работиме за подобрување на процесот на учество на лицата со попреченост во политичкиот и изборниот процес. Таа додаде дека со проектот создале мрежена организација низ цела Македонија. Дадовме и насоки што понатаму треба, затоа што, како што рече, нашите податоци ја покажуваат реалната состојба на терен. Политиката е секојдневието. Ако не учествуваш, тогаш си исклучена оваа категорија на граѓанин, многу пати беше исклучувана, посочи Димитровска. Представникот од Државната изборна комисија, генералниот секретар Добре Јанчев, истакна дека била направена проценка дури на 87 гласачки места во државата за време на локалните избори. За прв пат им било возможено своето гласачко право да го искористат слепите лица. Што се однесува до конкретната за овие локални избори што беше спомнати од страна на председателката на Инклузива, за прв пат во Македонија направивме обид, не само обид, него успеавме и продуциравме шаблони за гласање на лица со оштетен вид, односно на слепи лица, кои што самиот чин на гласање го спроведуваат сами, позади гласачкиот параван, што е нешто што до сега во Македонија се немаше случајно и мислам дека е еден добар почеток. Може би во првиот изборен круг беше од технички причини само на определени као центри каде што се наоѓа централни места каде што се наоѓаат на центри не во целата Македонија. Арно, ама за вториот изборен круг успеавме да доставиме овакви шаблони буквално до секое гласачко место каде што се спроведе вториот изборен круг. Проектот се спроведуваше 3 месеци, започна пред локалните избори, а заврши со оваа јавна дебата. Главна цел на проектот, политичко учество на лица со попреченост во Македонија, да се овозможи поголемо учество на лицата со попреченост во политичкиот и изборниот процес во Македонија, независно гласање без помош и влијание од другите. Проектот се имплементираше во Скопје, Куманово, Тетово, Велес, Штип, Струмица и Битола.